Почитувани мој, добар ден. Стартуваме со најновото издание на Црвена линија. Мандаторот Христијан Мицковски рече дека на инаугурацијата на новата влада ќе го користи уставното име на државата. Истото име ќе го користи и во контактите во странство со странските лидери, но во земјата, како во јавните настапи, така и во изјавите ќе го користи името Македонија. Оно што денес ве прашуваме, според вас каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската Унија? Имаме и прашање кое што верувам ќе го одговорите, а се разбира и ќе подсетиме да не заследите на Инстаграм. Бидејќи на Инстаграм стори, доколку кликнете денешното анкетно прашање до сите вас е дали го оправдувате потегот на мандаторот Мицковски. Имате две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликнете на вашиот одговор, а во проценти пресметано, како и секогаш, ќе ги објавиме резултатите таму некаде по рекламите. Меѓу другото, ќе ве потсетам дека и за време на Црвена линија и секако по завршувањето на емисијата активно учество можете да земете и преку коментари и споделување на социјалните медиуми, како што е Facebook Црвена линија, тоа е нашиот профил, и секако профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Но како и да е, како и во секое впрочем издание на Црвена линија, верувам дека и во ова ќе ви има во огромен број. Доволно е да го завртите телефонскиот број 02-307-0005, задолжително да се намали целосно тонот на телевизорот, тоа особено го повторуваме со цел, се разбира од технички аспект, да не одат секундите кои што се 90 вкупно за едно јавување на тоа како и дали се слушаме. Затоа не практикувајте ниту да зборувате во Црвена линија преку интерфон и спикерфон, ова мораме да го укажеме, се со цел да се слушнеме веднаш што подобро и секако да ги добиеме одговорите од сите вас. Така да денес еве ќе потсетам, прашуваме според вас каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и секако до Европската Унија. Ако сте подготвени вие, подготвена сум и јас и верувам дека можеме да започнеме со ова ново денешно издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Еве каква порака испраќа. Му испраќа на граѓаните на Република Македонија. Извинете, она што беше во кампањата, дека вака ќе правам, онака ќе правам, дека името ќе го враќаме, дека ова, дека она, ве лажев. Значи, ги излаже граѓаните, не е битно. Сега, власта требаше да се мени посекако, меѓутоа сепак за ова му е првата лага што ја излажа, значи комото може да си ја стави, да му се стави на контото од лагите. Ке има и други. Така да... Еве, дали го оправдувате ваквиот потек? Па сега, ова беше разбидливо дека ќе мора, дека нема да биде така. Меѓутоа, заблудени луѓе едноставно мислеа дека тоа може така лесно да оди. Не може така да лесно да оди, бидејќи тоа е меѓународен договор, заведен во Обединетите нации, така да нема тука, нема што да се размислува. Мораше вака да биде. А еве го Мицотакис веќе му најавува, му вели и за дома ќе го употребуваш, не само за надвор. Така да ќе менува уште во тој поглед. Сега јас му посакувам се најдобро, фактички и себе си посакувам се најдобро, и себе си, бидејќи сепак јас живеам во ова држава. Така, благодарам многу што еве се вклучивте во Црвена линија, бевте и првиот гледач со кој што почнавме, а сега продолжуваме со останатите вас. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти на тебе. Голем поздрав и до вас. Повелете. Треба да ти го којш утавното им. Утавното им. Зора, знаеш тоа, зека си кишкота на Македонија. Кишкота скачи на Македонија. Следи име. Следи чек. Јас мислам дека вече ти е во право. Во право да ти го којш и утавното им. Да те му го. Да нека и прави тема. Тоа е тина. Види позаде.
Благодарам, куси, јасни и секако, еве, уште еднаш благодарам и за учеството и вашите одговори. Како и да слушаме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Здраво, Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. благодарам и па види вака, ја би рекол, и многу кратка секундажа, овој не му прекинавте секундажата. Самиот се одјави гледачот, да не го коментираме посака дека тоа е се. Не го коментирам, него си продолжи да си чука неговата секундажа. За тоа зборев. Инаку, вака, овој квази премиер би кажал само една работа, значи, самиот не знае нешто, вака, Џо Бајден е председател на Америка, саѓаш? Овој мужи не е толку стар, како Џо Бајден, али, мислам, со неговите изјави е дамбетер од Џо Бајден, али добар играч е, го издрибла овој народ и тоа прекрасно го издрибла. Успеа да докачи 58 пратеника од, не знам, овој народ толку не може да свати дека има работа со неодговорен и неозбилен тип кој треба влада да представува. Иначе, вака, што и да преземе, овој ќе биде закана, ама тој не може да преземе. Народот требаше да си гласа за Левица, Левица да ги освои сите пратенички места и ќе дотераше работата. Добре, еве дали го оправдувате ваквиот потек на мандатарот? Неговиот потек, ја не го сметам за ништо, знаеш, неговиот потек, мислам, гола вода. Сакав да довршам за Левица. Секундажа, Левица беше, требаше влада да прави. Да им скрши кишма на американците, да се бунеа, да не знаеа кај им е глава. Благодарам многу. Секако темата денес за која што зборуваме, еве уште еднаш ќе потсетиме дека мандаторот Христијан Мицковски рече дека на инаугурацијата на новата влада ќе го користи уставното име на државата. Истото име ќе го користи во контактите во странство со странските лидери, но во земјата, како и на јавните настапи, така и во изјавите ќе го користи името Македонија. Каква порека е според вас испреќа идниот премиер до граѓаните, соседите и секако Европската Унија? Добар ден! Добар ден, госпоѓа Тинче. Господине Златко, како сте ми? Добро, вие како сте? Добри? Добро е. Еве, драго ни е што и во ова издание на Црвена линија имаме активно учество на сите оние кои што сакаат да дадат одговор. Па, кој ќе биде вашиот во ова издание? Во ова издание ќе кажам дека со глава зид не се турка премиерот идни кој ќе го изгласа треба да припази односите меѓу соседите, треба да се свилени, да нема нервози, кавги, и председателката и господинот премиер сега направија одма со еден збор а тоа е ерга омнес, господја Тинче. Ерга омнес значи за севкупна употреба, нема дома вамо тамо. И јавна личност се знае што е. Јавна личност, ако не е председател на влада и председател на држава, што е тогаш јавна личност? Така тоа мислам, треба да ги смириме топките и да имаме со комшиите добри односи, зашто ние ако се стараме со сите, нема лезет нашето живење. Ви благодарам, имајте убав ден, господја Тинче. Убав ден ви посакуваме, господине Златко, секако и вам, но и ви посакуваме да останете со Црвена линија, за да можете да слушнете еве какви одговори ќе имаат и останатите гледачи кои што по вас ќе бидат вклучени. Добар ден!
Како и да е на 023070005 еве подсетување секако по вртењето на телефонскиот број. Не заборавајте, особено оние кои што еве ќе бидат охрабрени, ќе ми биде драго и за прв пат еве да бидат заинтригирани да се вклучат во контактна емисија. Задолжително намалете го целосно тонот на телевизорот и исклучете опцијата да не зборуваме преку интерфон и спикерфон, се со цел да имаме подобар квалитет во слушањето. Како и да ќе напоменам меѓу другото дека можете да доколку не успеете нели да не добиете во црвена линија, не заборавајте секако да учествувате во црвена линија и преку коментари и секако споделување на социјалните медиуми, меѓу X платформата, тука се секако и Facebook црвена линија, нашиот профил, како и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата. Па јас еве во меѓувреме, ако имаме гледач, ќе дадам секако предност на гледач. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Дали го оправдуваме? Па точно. Така треба да се понаша. Што треба да прави човекот? Значи, каков народ сме, ние неверојатно нешто. Додека е сега во почеток, мора така да каже. А понатака што ќе превземе, се знае дека ќе се работи на тоа поле. И предходниот вика да не ги нервираме комшиите. Па со тоа ненервирање дојдовме до оваа граница. Понижени од цел свет. Како може така да размислуваат? И тој нон-стоп левица, меница. Ако е левица беше добра, ќе беше со Мицковски. Толку народ, значи, знаеме дека е нешто во ред. Како може? И не знам зашто ова нон-стоп и на сите медиуми го давате. Вака ќе каже, така ќе каже. Знае како да каже, важно знае. А добро, еве според вас каква порака испраќа, да речеме, до соседите и Европската унија? Како ќе се тоа? А што, важно е Европската унија и соседите, Тина? Или ние што сме тука? Не знам зашто и вие такви прашања контра ми. Нас не е многу важно што мислат граѓаните, така да искрено да ви кажам, поважно ни е вие што ќе одговорите во црвена линија. Тоа ти кажувам. Најважно е ние што ќе кажеме. Затоа и ве вклучуваме нормално. Да. Па затоа ви кажувам, најважно е ние што кажавме. Кажавме ние дека со изборите дека он си е правилен, знае што прави и понатака ќе превземе други мерки. Со тоа што многу е во право што го кажува ова. Ја не знам луѓево зошто се такви, со кои намери се комшиите да ги задоволиме, а ние да ни се смее цела Европа. Граѓани, од каде од никаде. Ма стварно срамота е ова што се дискутира. Значи стварно претеруваат некој. Тоа сакам да кажам, човекот си е во ред, знае што прави, мое мислење, мада него не знам кое што е. Како и да е, големо благодарам за вашето вклучување во црвена линија и еве да објасниме. Значи, секогаш ќе поставуваме прашања кои што во моментот се разбира се актуелни, што значи особено црвена линија е целосно посветена на вас, гледачите, односно граѓаните. Па тука со постоењето на црвена линија апсолутно нас ни е многу важно вие што мислите, односно каков е ставот на јавното мислење. Ете затоа постои црвена линија и затоа се поставуваат овие прашања. Ајде да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Поздрав до Телма. Благодарам многу. И да одговорам на вашето прашање, дали се поставил како што треба или не. Ние сменивме пасоши, сменивме лични карти, го прифативме тоа што е напишано. Северна Македонија, назад не треба да се враќаме, треба да се употребуваат секаде каде што треба да се употребуваат, а внатрешно како ќе се викаме дома, Македонија ќе се викаме, и према тоа треба да се понашаме онака како што треба, да не си правиме глупости, еден вака ќе каже, друг вака ќе каже. Името е прифатено, договорот е направен, требаше на време да реагираме, да излеземе на улица, не го сакаме ова име, а сега е касно за све. Јас толку би имал да кажам,
пријатно, бидете поздравени и све негово. Многу ни е драго што земавте учество во Црвена линија. Ќе ви се заблагодариме и на вашите одговори. Секако некои од гледачите се куси, се разбира јасни и доволно име и помалку од 90 секунди, што не значи дека оние кои што сакаат, како што велиме репете, нови 90 секунди, секогаш можете тоа да го сторите. Се разбира со повторно вклучување се додека трае Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Повелете. И до вас, сина. Ние секогаш пазиме да не навредиме комшиите некои. Да, слушам бе. Секогаш пазиме да не навредиме некои од комшиите. Толку сме културни да не навредиме бугари, да не навредиме грци, да не навредиме срби, албанци. А нас може секој да не вреѓа и да ни викам смрт за македонците, слушатели на утакмица одат спортски, да се понесат, они вика смрт за македонците. Шо е, на шо личи тоа? Нас може секој да не вреѓа, тоа е на Заев паролата, свија кичмата секој нека те казе. Тоа е паролата на Заев. Ајде, каква порака според вас испраќа идниот премиер на граѓаните до соседите? Супер порака. Супер порака испраќа. Знаете што, Тина? Ние гледаме Босна што се направи Србија, што направила Османи, не стави како да сме ние кредитори на тоа, ние да го прифаќаме. Зашто не рече, чека да биде македонците кои ги искараа од огнището од Македонија и ги бомбардираа на планината, англиски, француски, што нека сега да не стават у Европска унија да не примат. А они ги спудија и македонците од Македонија, сме ние ги мињата на градовете, на Костур, на Воден, на Ленин, на сите. Тоа е инцидент што не може да се забрави никогаш, тоа не застарува. А кажете ми дали го оправдувате потегот на мандатарот Мицковски? Оправдувам го. И тоа е втен да ви кажам. Да, има право да се бранеме. Точно. Имаме право да се бранеме за тоа што е право. Ние сите, на сите погодуваме на нас, сите гледат да не будат. Благодарам многу и вам за учеството и секако за вашите одговори и ставови што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Јас сум Малин. Да, ве слушаме, повелете. Мицковски е многу добар председател. Он ќе направи се за Македонија и треба да го покрене пашањето у 100 години што поминаа македонците, Букрешкиот договор, тоа да му го каже тамо на тоа грекот. Тоа за некој вод повеќе. Јас сум од Гилгирија. Ајде, според вас, дали го оправдувате потегот на мандатарот Мицковски? Мицковски што ќе направи, он знае се најдобро. Што ќе каже Мицковски, тоа е паметен човек. Бидете поздравени. Благодарам, бидете и вие поздравени, секако останете со Црвена линија. Малку ќе ве префрлам онаму каде што ја имаме објавата и на денешната тема, за која што се разбира зборуваме во живо со сите вас кои што ќе се вклучите, секако оние кои што земаат активно учество преку социјалните медиуми, пред се може да кликнат на профилот на телевизија Тилма, таму изгледа еве нашата објава. Прашањето е каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската унија. Еве Боби Стојковски напишал испраќа порака да не веруваме веќе во ниту еден политичар. Анастасија Стојанова напишала ги доби гласовите на финта никогаш северна, ги лажеше, ветуваше, никој не е крив кога сме глупи, веруваме на Ванчо Вистичко ВМРО. Владко Ристов напишал што е битно како ќе каже, дај остајте нека работа да видиме нешто да направиме, останавме 100 години назад од Европа. Па каква порака според вас испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската унија? Добар ден. Добар ден. Ало, дали сум јас вклучена? Да, ве слушаме. Ако може само малку погласно, повелете. Еве, каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската унија? Испраќа порака дека ќе се труди тој, ќе си ја проба среќата, мислам, не секирајте се граѓани, еве, вие што ме гласавте или било што, ќе си ја проба среќата, али тешко да се успее, затоа што ова
не зависи од соседите наши, зависи од многу држави тамо, од сите членки што се во Европска унија. Треба сите да бидат задоволни. И реков, оној што го молиш, немој да го лутиш. Значи, ние сакаме да влеземе во Европска унија. Не сака Европска унија кај нас. И ние ќе имаме чар, и таа од нас ќе има чар, ама ние како мал народ, мислам, треба да сме свесни, да не се плашиме толку од соседите. Треба да ги подобруваме односите со соседите, таман ни беше добро. Вака многу некако страх народов ни бега, ни се влева страх на нас граѓаните, што еве грците какви пораки испраќаат да се плашиш, еве како членка на НАТО, ќе не срамат тамо, мислам ќе не офираат, против нас ќе бидат грциве, за бугарите веќе да не правиме муабет. Затоа не треба да се плашиме ние како македонци, такви ќе се останеме ние толку години под турско што сме биле, нити сме се погрчили, нити сме... Благодарам многу. Една напомена, 90 секунди е време трењето. Уште еднаш веќе повторам, благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжуваме секако понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Ја ве слушам, вие ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Така. Мицковски добро рече. Ние не сме Северна, туку Македонија. И јас сум македонец. Роден сум во Македонија и тука ќе умрам. Нашата држава е Македонија, не е Северна. Имат исток, запад, север, југ, ама ние сме Македонија. И може со песма да ви си обрата? Може? Ајде ве слушаме, ајде, повели. Мајко моја Македонија, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија. Дали може сега да ни одговорите и дали ме слуша гледачот? Еве, не Северна, не звори, туку моја мила мајка Македонија, мојата мила татковина. Моја песма ева. Ви честитам, одлично пеете, еве малку ни го освеживте ова издание на Црвена линија, му дадовте поинаква нота, но еве кажете ми дали го оправдувате потегот на мандатарот Мицковски? Да, тој добро рече дека Македонија не е Северна. Така беше? Мандатарот Христијан Мицковски рече дека на инаугурацијата на новата влада ќе го користи уставното име на државата. Истото ќе го користи во контактите со странство, со странските лидери, но во земјата, како и во јавните настапи, така и во изјавите, ќе го користи името Македонија. Благодарност до гледачот кој што ни е редовен, ете малку не освежи со своја песна, нека продолжи да не следи, а сега време да слушнеме на темата што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Поштување, госпожа Тина. Голема почит и до вас и благодарност за вашето вклучување. Повелете. Поштување на сите ваши колеги, таму на сите што се јави, допрва што ќе се јават. Убава порака испрати Мицковски до европејците и до предавниците во Македонија, дека името никој пат не е речено, значи за стално нема да биде Северна. Има шанси да се врати. Еве му Џокер. Изјавата на Ципра што му даде која беше на 16 на Заев, вика и да не прифатеше ти, а тука се треба обвинителството да се уклучи, да видиме дали некој има голема пара фатено за да се смени името. Како му рече Ципра? И да не прифатете, ние моравме да ве признаеме за во влезна во НАТО, пошто геостратешки беше, ако не сакаше НАТО, тука ти е Русија. А може да се смени. Прво нека се зафати со економијата и прва прилика и да му се каже на Мицотакис, таму ќе се сретнат тет-а-тет, очи во очи, джентлменски, другарски, слушате, еве ќе дајме референдум Македонија, да видиме граѓаните што ќе кажат. Ние знаеме на каков начин се изгласа името и во парламентот и све. Значи мора да се врати, никој пат Северна, само Македонија. Бидете поздравени и све најдобро. Се најдобро, бидете поздравени и вие, но останете со нас секако да слушнете останати одговори од нашите гледачи. Добар ден!
Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Ќе покушам колку можам повеќе да кажам. Вака сега. Прво го оправдувам тоа што Мицковски ќе се обраќа значи пред странските делегации и дома и надвор, да се со уставното име. Меѓутоа дома јас како сакам ќе се наречам, дали северен или јужен, тоа е моја работа. Меѓутоа, ние во Обединетите нации сме запишани по најново како Северна Македонија, Република Северна Македонија. Ако сакаме да не го признаваме тоа, ние треба да излеземе од Обединетите нации, да не сме членка на Обединетите нации, па викај се ако сакаш Асана, сакаш Алија, сакаш Петре. Твој проблем е. Меѓутоа, штом си во една институција, мораш да ги почитуваш сите тие, значи, узанци кои што ги предлагат таа институција, значи. Овдека кога се носеше, значи, менјавањето на името, значи беа представници од Европа, од Америка, од каде не, и фактички зашто тогаш пред да се направи, значи, таа промена, господинот Мицковски не го собра народот, а народот е силата на гласот. Да излезеше, да штрајкува 200, 300, 500 души. Ќе размислеа сите кои што сака да го променат, дали да го променат името. Меѓутоа, чутеше, бараше начини како да дојде да има гласачи за да го изгласаат да биде лидер, што се вика, на владата. Се, не може сега и јаре и паре. Мора нешто да жртвуват. Али ово се, значи, го признам. Меѓутоа да бев на местото на Благодарам многу подсетување, ако знаеме дека сте ни редовен гледач и земате активно учество во Црвена линија, внимавајте на тајмерот. 90 секунди е едно излагање. Ке ве префилам повторно онаму каде што и драго ми е што е така, има голем број на коментари во однос на темата денес. Подсетувам, заследете го и профилот на Црвена линија на Facebook и секако профилот на Телма телевизија. Одеме сега на Facebook малку поточно на профилот на Телма телевизија каде што е објавена нашата тема и ќе прочитам дели од коментарите. Захарија Ќорвезировска напишала: "Нели никогаш Северна, што така се предомисли?" Диме Георгиев напишал: "Тоа што ќе го расипе еден со екипата, ќе треба многу време и труд да се поправи од умни и способни луѓе." Дали постои можност еве да им покажеме на гледачите или нема да може да се види на екраните? Како и да е, времето ќе покаже каков ќе биде резултатот од работата на новото раководство на Република Македонија. Се надевам дека ваква катастрофална состојба во државата ќе се надмине во иднина. Крешимир Крешо Здравски напишал: "Испраќа порака на удвоена личност, Мира Стојчиć, законски, уставно, исправно, почитувано Преспански договор." Па каква порака испраќа едниот премиер до граѓаните, соседите Европската унија? Да видиме останатите во Црвена линија што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. А не удвоена, него двојна порака испраќа. Или, ако сакате, се однесува како средношколец во женско друштво со покажување на голема ароганција и двосмисленост. Како него му одговара? Во предизборието малку поинаку зборуваше, пред овие 2-3 дена да формира влада исто поинаку, тоа се однесува на неговите гледачи, не на цела јавност. И ова со Европа што се случи и со Обединетите нации нив им возвраќаше, значи како него ќе му текне, зависи од неговото расположение. Така се однесува. Како недоволно созреан политичар, да не кажам друг збор. А зошто така се однесува? Затоа што премногу популизам во предизборието, премногу лажење на гласачите негови. Они мислеа Мицковски ќе дојде на власт и од утре никогаш Северна, само Македонија. Дај Боже нека биде така, ама јас се сомневам во тоа. И уште многу лаги ќе слушнеме и многу ароганција. А најдобро ќе му биде на премиерот да си опоправи политичкиот речник, ако сака да биде премиер и достоинствено да не представува. Еве дали го оправдувате ваквиот потак? Не оправдувам, затоа што срамно он представува држава, не го представува своето семејство. Представува држава во светот, а тоа се однесува на сите нас, неговиот однос да не... Подсетувам 90 секунди, но големо благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Да и кажам на госпожата,
Zašto ne go spomne taj što je posrbi Makedonija? Zašto ne go spomne той što govor направи? Во чудо, вај кал што не го нанесе на лицето, окривува го Христијан, а не е крив Христијан. Кој го подпишава капитулација на Македонија? Кој ја прекрсти? Тај заеднизмот. А што го прекрстува Христијан крив? Не е крив он. И преска го слушам другиот слушател. На што личи тоа? Зашо не бидел штрајкник да? Па стани господине, па дигнете еднашка штрајк, па соберите самоволно на площадот, како што се собра учека на площадот. Никој не ги критикува трас. И Димитров, и Заев, и сите. Кој го направи во? Добро е, според вас каква порака испраќа? Порака испраќа, да ви кажам, со поколничкиот договор децата, Тина, и слушај ме, не ме прекинувај. Децата од Егејска Македонија по цел свет беа растурени. Тоа беше дело на погрешкиот договор на тие сега што не примат у Европската унија. Зашто лаже Могерини и Хан дека ќе не примат да сменеме името? Зашто лажеа? Тоа е само лага. И другите критикуват го Мицкоски, уште не е седнал на столчето. Госпожа, викни го Заев, пите го зашо го направил тоа чудо. Скршил кичвата да го газат сите и ги шактите по градо. Да смени и борците ги пишуваше дека не се тие борци, бришише ги. Срамота. Друг го укривувате, а вината фалате на друг, госпожа. Многу пати ве слушам, ама не убаво тоа. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, малку погласно ве молам, повелете. Добар ден, Македонија. За мен името Македонија е свето, библиско име. Светиња за кое гинеле генерации млади македонци на 18-20 години по грчки затвори, по грчки острови, на кои им бранеле да бидат македонци. Го памтите филмот, како се викаше Црно семе, кога им даваа вода да пијат на тие жештини на тој грчки остров, им дава да пијат солена вода. Тие храбри и наши македонци по цена на живот одбива да пијат вода, одбива да се откажат од Македонија и македонското. А каква порака испраќа едниот премиер до граѓаните, соседите Европската унија? Мицкоски, достојно македонски нагласувам, му кажа дека вие од Западот не лажевте, дека ако сменим име Македонија, дека ќе не примите во Европска унија со големи бенефиции. 33 години таа Западна Европа што со векови ни прави злостор на нас македонците, со поделба на Македонија, со терор во Егејска Македонија, со бомбардирање, со напалм бомби врз наши македонски села, наши македонски деца во... Господине Тале, дали го оправдувате потагот на мандатарот Мицковски, кој што рече дека на инаугурацијата на новата влада ќе го користи уставното име на државата? Го повикувам никогаш да не кажи фашистичко Северна, а да му кажи во НАТО, таму кој ќе појде, му кажи дека не уценувавте, ветувавте, лажевте, а досега никој како нас не менувал устав, од свое свето национално не се откажувал. Дали некој американец, германец, англичанец би се откажал, или грк, или албанец од нешто нивно свето национално? Не. Само нас не оценувате, сме библиски народ, добар народ, Божи народ, боголюбив народ. Поздрав Македонија и достојно сите македонци, достојно Мицкоски. Благодарам за учеството и секако за одговорите. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ама за жал у недела ќе присуствуваме на час по морал, каде што видна личност ќе не учи како се почитуваат закон и устав. И сега пазете, изиграни каква порака испрати. Дека македонскиот народ е лесен за заведување, дека не размислува со главата и можете да го шетате како што сакате. Тоа им го направи Мицкоски на неговите поддржувачи 400 кусури илјади. Тоа е, ги понижи. Зошто? Едно им ветуваше во предизборието, а сега у недела друго ќе им направи. А тоа ќе им покаже како се почитае морал. Па сега имаат право да се лутат тие што гласаат за Мицкоски, затоа што се изиграни и предадени. Викаа никогаш Северна, ама дојде никогаш Северна, а никогаш ни Македонија. И сега ја сватија реалноста, ама им требаше година дена да се размуи две, да се размудат од сонот. И што искочи? Искочи дека Мицкоски го интересира само власта, а не го интересира тоа што ќе го вети. И искочи точно она што цело време дека он е човек без став, и така како да му верувате дека ќе спроведи економската програма она што го ветува, кога не може да... А го оправдувате? А дали го оправдувате овој потак? Како да го оправдувам кога си поигра со 400.000 гласачи, што им ветуваше пред изборите на неговите гласачи? Да го прашам. Кој кого лажеше? Они него или он ги лажеше нив?
дека ќе го преиспитаат договорот, дека ќе го репреговараат, дека ќе бараат чаре да се смени тоа, дека ова, дека она. И сега на крај искочи, ја ќе го почитувам. Тајмерот, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, повелете, ве слушаме. Овде Ајановски Ташо. Поздрав до вас, господине Сашо. Овде го оправдувам мандаторот за со граѓаните и соседите и во Европска Унија. Ние не можеме одма да средиме све ова. Они го дадоа тоа Северна Република Македонија на НАТО и требаше да влеземе во Унија. Тие НАТО не сака ние да бидеме ко членка, они сакаа да го земат криволок ко боиште, ко тренинг за околината на Балканот и пошироко во Европа. Каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, еве, и до соседите и до Европската Унија? Па, све ќе се среди. Мисло таки се знае само пла. Тој знам. Ја кога бев 2004 година во Атина, кога беше Олимпијадата, ме заставува полицаец, вика, му давам документи, а попуј се, па ја му вика Македонија. А он вика, не, охи Македонија, а по Скопје. Како Скопје, кога тие грците ништо не сменија, ни табли, ни мавли, ни ништо. И тој полицаецот ме гледа, му вика, ма попуј се, шо ме гледаш? Ме разбираш? И така си продолживме. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Сега малку ќе ве префрлиме унаму каде што редовно ги вклучуваме, бидејќи и тука се креира јавното мислење, тоа е X платформата, некогашен Твитер, и ќе почнеме со коментарот на Емилијано Запад. Го има напишано следното. Има уставно име Република Македонија. Има неуставно и незаконско име внесено во Уставот Република Северна Македонија. Реалност е дека граѓаните, најмногу македонците, гласа за да се исправи таа неправда и незаконски донесени одлуки. Не се лажат со економски проекти. Не. Каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската Унија? Тоа е централно прашање во денешно издание на Црвена линија. Ве подсетуваме дека мандатарот Христијан Мицковски рече дека на инаугурацијата на новата влада ќе го користи уставното име на државата. Истото име ќе го користи и во контактите со странство, со странските лидери, но во земјата, како во јавните настапи, така и во изјавите, ќе го користи името Македонија. Дали го правдувате ваквиот потек? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас го оправдувам потегот на Мицковски. А што да прави човекот, кажете? Што да прави? Треба ли да ги проглабочи уште проблемите? Македонците си се чувствуваат за македонци, па кој како сака дека ги вика. Тој е приморан на некој начин тоа да го направи. И што да прави сега? Ако продолжи, ќе настанат поголеми проблеми. За Заев ќе кажам друго. Кој да беше на место Заева, истото ќе го стореше. Да не се занесуваме наоколу. Јас да ви додам уште една работа. За време на кралството Југославија и за време на Титова Југославија, кога царуваше УДБА, беше забранета песната "Бегајте Грци, не ве сакаме". А што сакаат сега тие потомците на УДБА? Тоа е, притиснати сме во песно. А тие удбашите се правят за најголеми патриоти. Благодарам ви, пријатно. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Во меѓувреме, пред да вклучиме некој од вас, сега кој досега можевте да слушнете низ време трењето на Црвена линија, многу одговори, многу ставови, па да видиме до крајот на ова издание какви одговори ќе слушнеме од останатите вас, кои што и ве секако ве охрабрувам
да го завртите телефонскиот број, особено ако досега и не сте имале пракса, но сте заинтригирани, а верувам дека сте, да дадете одговори на прашањето каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската унија и дали го оправдувате потегот на мандатарот Мицковски. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па порака ќе испратиме, Бога ми тоа силна, ама сега у овој момент нема потреба да се силиме толку, да покажуваме сила и мускули. Има време, полека. Кој брза ќе сгреши. Не е работава што ги излажал граѓаните, не е тачно тоа. И недозволиво е бугарки и бугари и предавници да го нарекуваат несозреана личност. Такви да им биде забрането да се јавуваат. Како не се срамат. Дали се они созреани така што го нарекуваат, уште не дошол човекот. 300 чуда прават овдека, чеке па да видиме да направат нови избори ако не од понеделник. Немаме друго чаре. Од овие предавници, нацапници, од разни интереси што се јавуваат тука, го напаѓа човекот. Чека да видиме полека. Да не ги коментираме гледачите. Кажете го вашето мислење секако секој... Мислење го подржувам господину Мицовски. Поздрав, пријатно. Големо благодарам. И една напомена. Не можеме секако да им наметнеме на гледачите какви ставови, секако размислување и одговори. Она што секако се држи црвена линија, единствено што е строго забрането, секако да се користат навредливи зборови, да се алудира на насилство, говор на омраза, се разбира со оглед на тоа што црвена линија е емисија која што е пред се наменета и за целата публика, така да секој од вас може да се каже став, може да бидат апсолутно диаметрално различни од еден јавувач до друг, но тоа е и поентата, односно да слушнеме што повеќе видување и како реагираат граѓаните, односно тоа се гледачите на темите за кои што дискутираме секојдневно. Еве да видиме што ќе слушнеме следно. Добар ден. Добар ден. Малку погласно би ве замолила. Добар ден. Повелете. Дале прејесте ува кажа, ние гласавме за Мицковски за името да го поврати. Не знам колку го разбра и како го разбра. Значи името не е уставно. Името не е подпишано од адекватен човек на власт што бил. Од министер тоа не се подпишува со министерства такви договори. Меѓународен договор, значи има установа кои други го подпишуваат. Тоа не е легално. Значи тој кажа тоа. Мицковски кажа. И рече ти името и лично јас го прашам. Како дали ќе го употребиш некој стат и некаде името. До тоа гнасно име на метнато. Не рече. Добро. А знаеш што ќе се деси ако тој тоа не го почитуваат народот? Ќе се стопи за година дена, ќе се стопи ВМРО, готово. И Мицковски ќе види едноставно непочитуван од цела Македонија, што живеа во граѓаните во Македонија, дури и од другите националности. Не само од македонците или поготово ние што го гласаме. Ете, викавме уа по СДС и што те знам. Ајде сега, дојсовнете човек што кажуваше, вака ќе биде. Сега не знаеме. Благодарам многу, еве, што вашите размислувања ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Повторно ќе ве префрлам на X платформата. Скипер има ваков коментар. Вели, кој понуди на избориве дека ќе го смени уставот? А ние ве прашуваме каква порака испраќа идниот премиер до граѓаните, соседите и Европската унија. Темата е всушност заснувана врз основ на тоа што истото име, мандатарот Христијан Мицковски, рече дека ќе го користи во контактите во странство со странските лидери, се однесува на уставното име на државата, но во земјата, како во јавните настапи, така и во изјавите, ќе го користи името Македонија. Каква порака според вас се испраќа мандаторот на
Мицковски. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака, идниот на премиер до граѓаните ни кажува дека каде што мора и каде што има такви ситуации каде што мора да се чита тоа и да се кажува, дека ќе го речи тоа со неубо име, јас не го велам никогаш. Ако морам и јас ќе го и се подпишуваме сите, тоа знаеме дека ни е наметнато, дека во такви состојби дека ќе го користи тоа име, а дека во внатрешноста на Македонија во ситуации каде што си се смени, каде што држи интервјуа или разговор или ова, нема никогаш да го кажи тоа име. Тој е, мислам, таа е пораката и тоа јас си го очекувам, мислам, и јасно тоа го прифаќам. Затоа што тоа што мора да се кажи тука. Сега, исто пак на соседите и на Европската Унија ќе му каже дека ние повеќето граѓани дека повеќе не сакаме такви понижувања, дека сакаме како што сите други држави се почитуваат, така и нашиот глас сега да се почитува по европски стандарди таму и по европски тие работи што се, тоа сака да му го каже и нека го каже, ќе види. Големо благодарам и вам, еве што се вклучивте во Црвена линија. Времето не носи онаму каде што заедно ќе ги погледнеме рекламите. Имате се уште време да одговорите на Инстаграм стори анкетата по рекламите и следуваат резултатите од истата. Секако ќе ви се заблагодариме што земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија. Секако и ќе ве охрабрам дека и по завршувањето на истата ќе можете да земете активно учество преку коментари, споделувања, се разбира и да надополните она што може би сакавте да го кажете во живо. Како и да е, тука ќе направам уште една напомена да не заборавите секако да не заследите и на Инстаграм. Се со цел се разбира да веќе таму од понеделник активно учество земете во секој наредно издание на Црвена линија преку анкетите кои што се разбира ги објавуваме на Инстаграм стори. Ајде сега и да погледнеме всушност како одговорија на денешното прашање на Инстаграм стори. Истото го поставивме и до гледачите кои што активно се вклучија во Црвена линија. И еве, на прашањето дали го оправдувате потегот на мандаторот Мицковски, со да одговорија 37%, а со не 63%. Големо благодарам уште еднаш. Секако времето навистина е прежешко. Ве поканувам да останете со Телма, особено со мене и сите заедно од Црвена линија да се префрлиме во заврти на Телма. Сепак денес е убав ден, четврток некој од вас може да освои нов телевизор. Се гледаме за кусо време.